при крајот на неговата служба, Исус почнува да ги припрема учениците за една транзиција во нивниот однос. Тој им вели, јас ќе одам кај Отецот и ќе ви го испратам Утешителот, и Светиот Дух е тој кој што ќе ве потсети на се што ве поучував. И гледаме во Новиот Завет за уникатната улога на Светиот Дух во нашиот живот, во нашето спасение, во нашата мисија, во нашата обнова и така натаму и така натаму. Тој пресведочува, тој не крштева, тој не осветува, не оформува, не осилува и многу други нешта. Всушност, ако земете да направите некаква си индуктивно проучување во Новиот Завет, ќе видите дека преку 5-60 улоги има Светиот Дух во животот на верникот, кај што тој прави нешто, работи нешто кое што ние апсолутно не можеме насами да го произведеме тоа искуство. Меѓу другото, знаете, кога ќе рече некој кај нас, треба се новородиш. И така треба се новородиш, ама сам ли да се новороден? Раѓање е нешто што ти се случува, не можеш сам да се родиш. Тој го дава и новото раѓање, новиот живот. И гледаме во таа транзиција, знаете, многу е битно да се потсетиме дека всушност апостолите има многу различно искуство со Бог од нашето во одредена смисла. Тие беа со Христос во тело, имаа заедништво со негово тело. И тој знаејќи дека доаѓа време кога он ќе замине, но ќе остане да биде во заедништво со нив, мора да ги припреми на таа транзиција каков сега ќе биде неговиот однос со нив. И ако отвориме во Дела апостолски 1 глава, ќе видиме како таа транзиција се случува. Во 1 глава, 1 до 5 стих вели вака. Лука му пишува на одреден Теофил. Интересно, всушност, една кратка, пред да го читам текстот, една краток интересен детал. До некој време немавме појма кој е Теофил. Немавме никакви други известувања во однос на кој е тој христијанин Теофил на кој што Лука му пишува, но пред 30 на 40 години близу Јерусалим беше најден гроб. Гроб на една жена, Јоана. И таа жена Јоана, всушност многу скромен гроб. Тоа не е ни гроб, тоа се некои како ковчеџиња мали кај што после година дена ги собираат коските, ги ставаат таму да почиваат. И на самиот ковчег пишува Јоана, скромен ковчег, многу мал, Јоана, нешто за нејзиното семејство, внука на големиот Теофил. Теофил е просвештеник во 50-тите години во Јерусалим, а Јоана, ако се сеќавате, има Јоана во Новиот Завет, една од сведоците на самиот гроб на Исус. И многу е веројатно дека овој просвештеник е еден од тие тајни ученици на Исус, кој што Лука има комуникација, затоа што во Евангелието го користи истиот назив за него, како беше на македонски велик или пречет. Чест, да, кој што е титула за официјално лице во некаква си служба. И многу е веројатно дека овој Теофил е просвештеник кој што е заинтересиран што се случува со овој Исус околу нас, меѓу кои мојата внука е всушност дел од тоа. Тоа е интересен некој детал. Првата книга Теофиле ја напишав за се она што Исус го правеше и поучуваше од почетокот, па се до денот кога се вознесе. И сега внимавајте следново. Откако преку Светиот Дух им даде заповеди на апостолите што ги беше избрал, нив по своето страдање им се представи жив, со многу верни докази, јавувајќи им се 40 дни, зборувајќи им за Царството Божјо. И потоа им го дава ветувањето дека Светиот Дух ќе дојде така натаму. Гледате што ни дава Лука, ни дава опис на таа транзиција. Во тоа меѓувреме, Исус 40 дена им се појавува, зборува со нив, но во други инстанции ти имаат искуство со Светиот Дух сега, кај што и тој им зборува. Каде што се случува, ова е истиот глас. Исус не е со нас сега, но ни го испраќа неговиот дух да почнеме да се адаптираме, да знаеме како ќе продолжиме да имаме заедништво со него, кога Исус ќе замине. И она што е интересно е што апостолите научат дека всушност ние кои што никогаш го немаме сретнато Христос во тело, освен ако не сте постари од 2000 години, нема така, нели? Нема толку долги јалишта тука за дека ние што никогаш го немаме сретнато во тело, го имаме истиот квалитет на заедништво со Бог преку Светиот Дух како што тие го имаа со негово тело. Дали сте размислувале за ова?
ние немаме сведоштво во живо, но квалитетот на нашиот однос со Бог е ист во однос на тоа како беше нивниот. И за ова ни сведочи Јован во неговото прво писмо, каде што им вели на учениците на кои што им пишува, во прва глава од 1 до 4 стих, она што беше од почетокот, она што го чувме, она што нашите очи го видовме, што го разгледавме, она што нашите раце го пипаа. Гледате колку физички елементи посочува за Христос. И вели, словото на животот и животот се јави, го видовме и сведочиме, и ви го навестуваме вечниот живот кој беше во Отецот и нам ни се јави, а она што го видовме, што го чувме, тоа и вам ви го навестувате, да вие да имате заедништво со нас, а нашето заедништво е со Отецот и Синот. И понатаму во 3 глава вели, а Светиот Дух е оној кој што ни сведочи дека сме во заедништво со Отецот. Гледате тука, Јован се обидува да им каже дека квалитетот на нивното заедништво е исто оној кој што тие го има со Христос во тело. Истиот квалитет, истиот Бог, друга личност, но истиот Бог, истиот квалитет. И сега доаѓаме до темата, ова ви го дам како вовед. Темата е дека ние можеме да имаме заедништво со Светиот Дух, кој што е истиот квалитет, но има една теолошка аномалија во Новиот Завет, која што мене делумно се уште ме е мистерија, јас се уште немам одговори за целосно за оваа проблематика. А тоа е дека доаѓаме до место каде што постои искуство на верници кои што се наречени верници, ученици на Христос, кои што веруваат во Бог, веруваат во Христос, се крштевале, а не го примиле Светиот Дух. Јас имам прашање за ова, не знам вие дали имате. Ама ја ќе се држам до она што го разбирам денеска. А тоа е дека во таквото искуство гледаме во Новиот Завет дека има луѓе кои што се во позиција да веруваат во Христос, да веруваат во Него, а се уште да го немаат примено Светиот Дух. Тоа не е некакво се изолирано искуство на некој човек поединец. Го имаме два пати и два пати е во позиција на група на луѓе. И ајде да го прочитаме, да ги прочитаме тие текстови, да верувам да Бог не охрабри, не поучи од самите тие текстови. Првиот текст се наоѓа во Дела апостолски 8 глава, од 13 до 17 стих. Овој текст е веднаш, ако се сеќавате, после убиството на Стефан, јаконот Стефан, кај што црквата е прв пат искусува сериозни прогонства, кај што се распрснува практично низ Јудеја и сега во случајов и во Самарија. И овој настан што го читаме сега се случува во Самарија. Ќе видиме зашто е тоа толку значајно. Тогаш, кога Филип отиде во Самарија, поверува и самиот Симон. Симон, ако се сеќавате, ова е еден човек кој што Петар го нарекува изветоперен, магепсник. Но тој поверува и се крсти и постојано го придружуваше Филип. И гледајќи дела големи и чудеса што се вршеа, се восхитуваше. Кога слушнаа апостолите што беа во Ерусалим, дека Самарија го примила Словото Божје, ги пратија Петар и Јован кај нив. Тие штом слегоа, се помолија за нив да го примат Духот Свети, зашто се уште не беше слегол на ниту еден од нив, а само беа крстени во името на Господа Исуса. Тогаш апостолите положија раце над нив и тие го примија Светиот Дух. Многу интересна ситуација. Ова е прва и можеби ова е полесната за мене, барем за разбирање од двете. Имаме уште една која што ќе прочитаме за кратко. Но гледаме токму она што го кажав преска. Искуство на луѓе кои што се приемчиви, недвосмислено приемчиви на Словото, го прифатиле Христос, поверувале во Него, се крстиле во Неговото име, а Светиот Дух се уште не беше слегол на нив. Што се случува тука? Повторно. И јас имам некои прашања кои што немам одговор. Може би вие ќе ми помогнете после проповедта, ќе ми дадете ваш увид. Една од причините, може би една од главните причини, е зошто овие луѓе се уште го немаа примена Светиот Дух, е затоа што верувам дека Бог го воздржуваше за сведоштво на апостолите. За апостолите да дојдат и да бидат посредници на ова нешто. Сега, вие ќе слушнете некогаш, може би сте слушнали, имаат цркви кои што веруваат, тоа е затоа што апостолите имаат посебен авторитет да го направат ова. И јас велам, ако е тоа така, од први век немамо никој го нема примена Светиот Дух. Кога умрел апостол Јован, кој апостол ќе се моли за вас? Толку завршила таа работа.
Апостолите нема никаква посебна власт врз ваквото искуство, како што гледаме низ Новиот Завет, тоа го прават ученици кои што немаат никаква улога водачка во црквата. И причината зошто они требаше да бидат таму не е поради нивниот авторитет, туку е поради сведоштво ним за тоа искуство. Самарјаните се, според евреите, сега зборувам од нивна перспектива, се народ откорнат од Бог. Тие не само што се еретици, според нив, тие се и предавници во секоја смисла на зборот. Тие се мешан народ, тие се мешани евреи, ако се сеќавате во царства, после мислам дека асириското прогонство се враќаат, ги мешаат и тука настанува каракаша на северното царство. И тоа се генетски нешто има израелско, ама е мешано со други народи, со други култури. И не само што се мешани со други култури, нивната теологија е доста еретична според евреите. Најпрво тие не веруваат во целото писмо. Тие како садукеите веруваат во 5 книги од Тората. Ни пророци, ни мудросна литература, ништо останато. Само 5 книги Тора. И не само тоа, си има допишано одредени елементи кои што ги нема изврно во Тората. Меѓу другото, наводно Мојсе дава инструкција дека Бог мора да се обожава само на планината Герасим. Ако се сеќавате, тоа е и теолошката препирка меѓу Исус и Самарјанката. Вие велите дека треба да се слави Бог во Ерусалим. Ние велиме дека треба да се слави на планината тука. И знаете, во таква една позиција, каде што има сериозен анимозитет, непријателство помеѓу овие два братски народи, опасноста е дека ако Светиот Дух слегнал врз нив, пред да се појават апостолите, ние денеска ќе зборувавме за јудајска и за самаријанска црква. За волја на вистината ние зборуваме за многу повеќе цркви сега низ историјата. Ние гледаме дека црквата има тенденција да се дели на ваква, на онаква и таква, но мислам дека во овие клучни моменти тоа ќе беше погубно за самото движење на одреден начин. Не знаеме што би било, кад би било, но знаеме дека сигурно немаше да биде добар исход ако самаријаните беа без заедништво со Бог, без црквата во Ерусалим. А тоа што знаете, има една работа која што постојано забораваме. Евангелието е обесилено кога црквата е разделена. Не дека во Евангелието нема сила. Во црквата нема сила да го демонстрира Евангелието. И тоа е молитвата на Христос. Татко, се молам да бидат едно, за светот да верува дека ти ме прати. Единството на црквата е просторот по кој што потентноста на Евангелието доаѓа во овој свет. И ако размислите која е улогата на писмата во Новиот Завет, зашто служат тие? Секогаш една од главните улоги е помирување внатрешно на црквата. Кое писмо да го видите, вие ќе видите дека една од главните работи што апостол Павле или Петар или Јован кој да е, се обидува да направи е да ја обедини црквата внатрешно. Земете го пример писмото на римјаните. Можеби мислите дека тоа е писмо кое што е најобјавен теолошки есеј. Ниедно писмо не е напишано во вакуум. Тоа се писма конкретни пишувани во конкретни ситуации. Ние во Рим имаме црква која што е започната најверојатно од некој од евреите кои што биле на сведоци на Пентакост и се вратиле, немаме точно, тоа е една претпоставка. И по 8 години еврејско присуство каде што се сведочи за Христос, слушаме дека негде крајот на 40-ти години се настанува некаква си препирка околу евреите во синагогите, каде што се расправа, вели еден римски историчар, за некој си Крестос. И тоа е најверојатно некоја си, како се вика на грешка во пишување, најверојатно се расправа за Христос. И поради овие расправи кои што се третирани како јавен бунт, сите евреи се прогонети од Рим 5 години. И по 5 години се враќаат тие која починува императорот Клуди и што да видат? Паганска црква. Нема никакво еврејско обележје. И сега вие, ама како сега ова? И зошто ние читаме првите 8 глави се незнабожците, евреите, незнабожците, евреите. И тама некој мисли во тоа писмо дека кажи им Павле ти на овие незнабожци, Павле седа, а ти кој што го имаш законот, па ти што мислиш дека ти си одзем? И гледате, писмото на римјаните пред се има улога да ја помери внатре црквата. И ние ќе имавме зачеток на една црква во Самарија, која што ќе беше во корен разделена. Една од главните причини, овде гледаме,
дека Бог го воздржува Светиот Дух, ова е сепак претпоставка, но мислам дека е верна претпоставка, токму поради сведоштво на јудејската црква. И самарјаните го примија Светиот Дух. И знаете, мислам дека има причина зошто имаме опис на апостол Лука, на евангелистот Лука, дека откако слушнаа, ги испратија Јован и Петар да видат што се дешава. Знаете, има многу покрети во Новиот Завет, особено во дел апостолски. Многу цркви се основаат. Не секогаш се испраќаат апостоли да видат што се случува. Овде причината е стварно, и они го примија, стварно. Ајде да видиме таа работа. И сега, одат апостолите, и знаете, Лука ужива да прави, тоа се викаат инвертирани или како се inverted, како е на македонски превртени наративи. Тој зима приказни од Новиот Завет, некојаш од Стариот Завет, кои што имаат една слика и тој само вика гледајте сега другата слика. Например, дел апостолски 2 глава, ние гледаме дека мноштво народ од целиот свет преку различни јазици, римски, латински, египетски, грчки, какви да се, наеднаш се обединети во еден народ. На кое друго место не имаме приказна, луѓе кои што имаме една преобратена приказна, мноштво народ преку различни јазици разединети. Имаме Вавилонска кула. Така, и Лука постојано прави. И сега кога читаме оваа приказна, каде што ние ги имаме сега апостолите доаѓаат во Самарија и се молат за луѓе да го примат Светиот Дух, дали ве потсеќа ова на една друга приказна од Новиот Завет? Исус едно време шеташе околу Самарија и самарјаните не го примија. И тогаш, кој беше меѓу апостолите? Јован рече, Господе, а да викнеме ние оган од небо да ги сотре? Истата ситуација, истото место. Кај што овој човек, кој што сега оди тамо, и преку неговите раце се излева силата, или некогаш опише како оганот на Светиот Дух, едновремено бараше оган од друг тип да се излее врз овие луѓе. И гледате во каква позиција се сега они. Они се сведоци на ветувањето кое што Бог им го даде пред да замине. Христос пред да замине им рече, ќе бидете мои сведоци во Јудеја, Самарија и до крајот на земјата. И знаете, ја мислам дека апостолите кога го слушнале тоа биле во иста позиција како кога брачни партнери прават завет. И ние викаме, да, со тебе ќе бидам во добро и во зло, во мака и во болест, ама кога ќе се случат тие настани, ние викаме, а тоа ли значеше тоа кога го кажав? А ова ли се мислеше кога јас направив завет? Супер звучи. Јудеја, Самарија, ама чекај, у Самарија има самарјани уствари. У Самарија има самарјани. Човекот кој што некогаш молеше оган да се спушти врз овие луѓе, сега преку неговите раце дојде Светиот Дух. И знаете, низ Новиот Завет читаме дека меѓу Петар и Јован има постојано некои си внатрешни шали, се буцкаат еден со друг. Овој пишува Евангелие по Јован дека бил побрз од Петар кога стигнале на гробот. И ја викам, тука нема пишано, ама не знам, можда Петар му додека оделе неке Самарија му отпотребнувал на Јован лепи громе мој од цеца, пошто му беше прекарот у Самарија, синови на громот. Ама можда и не ја знаеле таа песна тогаш. Поентата е, ако можеме ова да го пренесеме во нашето искуство, е дека поради тоа што одредени луѓе имаат некакво искуство, одредени луѓе, значи луѓе кои што не ми се баш драги, имаат одредено искуство и јас одбивам да се поистоветам со истото искуство. Тоа беше во случајов обратно евреите за самарјаните. Но ако ја земеме оваа причина, зошто можеби луѓе може да се најдат себе си во позиција некогаш да го отфрлат Светиот Дух, да не сакат да имаат нешто со него, може да се случи поради нашето искуство со луѓе кои што го репрезентираат искуството со Светиот Дух на некаков си изманипулиран начин. Не морам јас да ви набројувам приказни, имате интернет, отворете Бени Хиновци, Кенет Комплатни, не знам си кои више не еретици, кои што нивната презентација на Светиот Дух има одбиено многу луѓе да воопшто дури да помислат на такво нешто. Нивната не злоупотреба на Светиот Дух, никој не може да го злоупотреби Светиот Дух реално. Вајца проба и знаеме како заврши Анани и Сафира, ама можеме да го злоупотребиме неговото име.
и луѓе кои што го имаат злоупотребено, кои што имаат презентирано одредени нездрави искуства, ние можеме да дојдеме во позиција да создадеме отпор во нас и да речеме ја тоа не. Такво нешто, као вие, не. И ние тоа го знаеме дека е многу човечко искуство, ова не се случува само во однос на теолошки прашања. Ова се случува во нашиот живот. Ова е еден вид на бунтовност, една врсничка бунтовност. Знаете, ако земете политичката арена моментално да видите, и сега ќе се случи некој настан во светот, и ако сте премногу политички ангажиран, може да се најдете себе си да чекате како ќе реагира спротивната група на таа проблематика, да знаете вие какво мислење да имате за тоа. Само да не бидеме исти кош со тие. Зашо си ти за против војната Украина? Па јас сум за. А за тоа прашање кај си? Не, јас не можам исто мислење да имам со овој. И на таков начин гледаме дека еден од начините на кој што ние може да се најдеме себе си резервирани и затворени кон Светиот Дух е токму нечие лошо искуство кое што мене ми е представено како нешто што јас треба да го имам. И затоа ни е потребно здраво поучување. Здраво поучување кое што ќе не соблече од тие реактивности, да не реагирам. Остави го него на страна. Кој да е, што и да е. Види што вели писмото. Секогаш ова е прекрасна работа. Ние барем во нашата традиција, во евангелско-протестантска традиција, секогаш може да се вратиме на писмото. Кој кажал, овој кажал, Кристијан кажал, Павле кажал, Никола кажал, супер, фала, еве го писмото. Еве го писмото. Секогаш се враќаме на писмото. И втората ситуација токму ова ни го посочува. Во ситуација каде што гледаме во Новиот Завет, заедница која што го нема приме на Светиот Дух. Ако сакате да отворите со мене сега во Дела апостолски 19 глава од 1 до 7 стих. Читаме вака. Додека Аполос беше во Коринт, Павле, откако мина низ горните земји, тоа е најверојатно негде на северот на Грција или на југот на Македонија, како сакате, претпоставуваме второто, дојде до Ефес и таму сретна некои ученици. И им рече: кога поверувавте, примивте ли Дух Свети? А тие му одговорија: ние не сме ни слушнале дека има Дух Свети. А тој им рече: како бевте крстени? Тие одговорија со Јовановото крштевање. Павле им рече: Јован крштеваше со покајно крштевање, велики му на народ да верува во оној кој иде по него, односно во Исус Христос. Кога го слушнаа тоа, тие се крстија во името на Господа, и кога Павле ги положи рацете на нив, слезе Духот Свети над нив. Тие почнаа да зборуваат во разни јазици и да пророкуваат, и вкупно беа околу 12 души. Еве една сосема различна, но сродна ситуација. Апостол Павле шета, најверојатно веќе ова е во второто него патување, веќе има цркви низ Македонија и низ Грција, и тој ги посетува. И доаѓа до група на 12 ученици, вели. И сега знаете, некои учители, теолози го третираат овие луѓе различно. Некои велат ова се најверојатно следбеници на Јован, како што меѓу другото бил и Аполос. Некои велат не, ова се христијани, очигледно е дека се христијани. Јас мислам дека можеби вистината е некаде измеѓу. Ова се луѓе кои што можеби биле ученици на Јован, кои што го слушнале евангелието, поверувале во Христос, но очигледно не ја слушнале целата приказна. Слушнале делумно нешто. Зошто мислам дека е тоа така? Затоа што апостол Павле првото нешто што ги прашува, барем она што Лука ни кажува дека прво ги прашува, сигурно разговорот бил подолг, е дали го примивте Светиот Дух. Апостол Павле дека Светиот Дух не слегнува врз Јованови ученици, слегнува врз учениците на Христос. И од тука може да извлечеме дека најверојатно тој претпоставува дека овие луѓе, како и самаријаните, поверувале веќе во Христос. Но очигледно дека не им била раскажана целата приказна. Другата причина зашто верувам дека се следбеници на Христос е затоа што текстот ги нарекува ученици. Новиот Завет речиси ексклузивно го користи овој збор за оние кои што веќе го следат Христос, ученици. Или ако потенцира дека станува збор за некои други ученици, или тогаш имаше некои ученици од Јован. И тоа го класифицира, на тие ученици мислиме, не мислиме на Христовите. И во таа смисла, ние гледаме дека тука има група на луѓе кои што повторно поверувале во Христос, но поради една причина не им бил даден свет, не бил излеа Светиот Дух. А која е овде причината? Овде не е можеби реакционизам како
или чекање да не се случи реакционизам како во Самарија, овде е недостиг на разбирање. Не сме ни слушнале дека има Свети Дух. И тоа е многу интересно за мене. Дека недостигот на нашето разбирање може да не ограничи од одредени искуства. Не мислам дека ова е апсолутна вистина, дека секогаш е така. Бог апсолутно прави работи во нашиот живот над нашето разбирање. Но има моменти кога тој бара да биде поканет од нас. Бара да биде посакан од нас. Бара да ние го поканиме да дојде во нашиот живот. А луѓето се во позиција како што објаснуваат. Како да го поканам некој кој што никад не сум слушнал, ни дека действува, ни дека го има. И во таа смисла, знаете што? Добро е за нас да се потсеќаме на учењата на Новиот Завет во однос на Светиот Дух. И не само интелектуално и рационално. Ние можеме тука секоја недела, 15 недели поред да зборуваме за тоа. Но секое поучување, всушност ова е вистина за секоја проповед, секое поучување да биде покана. Секое поучување. Од нас се бара, како што вели апостол Јаков, и ова може дури и во литургиска форма да го читаме, со други зборови, секоја недела. Немој да бидете само слушатели на неговиот збор, туку бидете и негови извршители. И да знаеме кога ние всушност слушаме порака, дали е од проповедална, дали е од некаков си подкаст, дали е од која форма да е, ние не го слушаме тоа за некаков си духовен конзумеризам. Ние го слушаме тоа за да одговориме на тоа. И една од маките на современиот христијанин, кој што ретко кој христијанин го имал во историјата, знае премногу за да живее предобро. Нас ни треба да почнеме посериозно да го разбираме аспектот на применување, а не само на разбирање. Иако едното без другото не оди. Потребни ни се двете. Но појте дека секој пат кога седиме овде, или повторно во било која друга форма, причината зашто сме ние овде е за да го живееме животот различно. И Библијата, знаете, многу е категорична за тоа. Мудар човек според Библијата не е интелектуалец. Мудар човек според Библијата е човек кој што ги прави правилните избори според знаењето кое што го има. Тој е мудар човек во Библијата. Тој може да има многу малку знаење. Тоа може да биде селанец со никакво образование, но сите негови или незини чекори во животот се базираат на доброто кое што го знае. И тој е мудар човек според Библијата. И таквиот човек и меѓу другото има и срце на поучливост. Тој може секогаш да расте во своето разбирање. Тоа е дел од мудроста. Ние од друга страна, знаете, имаме амбиент некогаш во нашите цркви дека ова е место на кое што ние сме од таа страна, и јас сум со вас меѓу другото од таа страна, да го евалуираме ова што се случува тука. Какво беше славењето недела? Тоа беше. Никола водеше така малце, изгледа не беше наспан. Океј беше славењето. А проповедата како беше? Добро беше. Павле проповедаше, интересно беше, имаше добри делови. Како да ние сме тука у позиција да го еволуираме ова. Ова не е за еволуација. Ова е за живот. За наш живот, за ние да се изградуваме. Знаете, може да имаме ние мислење, ми се свига таа песна или не ми се свига таа песна, или повеќе ми зборуваш ова проповед, но не доаѓаме со тој став. Не доаѓаме да еволуираме. Доаѓаме да примиме, за да бидеме изградени, за да можеме да дадеме. Крајната цел на нашиот живот е да биде раздаден, не само да конзумира. Има еден проповедник Францис Чен, многу ми се допаѓа оваа приказна, вика, му дошол некој човек после проповед и вика, пасторе, фала ти, проповедта многу јака, многу добра, татар, добро, ама славењето денеска беше слабо. Не ми се допадна како беше славењето. И ој му враќа и вика, нема проблем, тебе ги онака не ти пеевме. Не е битно дали ти се свигало или не. Ние не ти пеевме тебе. Како ние се чувствуваме некојаш како да ова е за нас. Знаете, пред некој време слушав едно предавање и учителот што кажуваше, вика, субјектот на секоја реченица во Библијата е Бог. Он е центарот на све. Не ние. Премногу често се дозволуваме денес да размислуваме од моја перспектива. Како мене ми е во црква? Како мене е ова? Како мене е тоа? И знаете, има луѓе секакви, знаете, некогаш треба да бидеме осетливи според зрелоста на човекот. Ама јас секогаш кога сум бил во позиција некој да ми каже, знаеш, не се чувствувам дека растам во оваа црква. Јас сакам да прашам, жал ми е за тоа, но да те прашам, кој расте поради тебе што си во оваа црква? Пошто твојата задача да бидеш во оваа црква е да ја благословиш оваа црква, да бидеш благослов. Не само да бидеш
И обратното треба да висти. Апсолутно и ти треба да растеш и да примеш. Но најверојатно твоето примање е запушено од тоа што можеби не даваш доволно. А знаете што? Кога живееме во заедништво со Светиот Дух, не да даваме тоа џрџа од сите страни. Дури кога не знаеш дека правиш нешто. Нашите действија, нашите зборови, се што правиме е далеку повеќе од тоа што имаме намера ние да го произведеме. И всушност тоа е дефиницијата за една од дефинициите за благодат во Новиот Завет. Благодат значи Божјото содействие во мојот живот за нешто што не можам сам да го извршам. И знаете како се гледа една црква дали живее според благодат? Дека ефектот од незиното действување е секогаш поголем од влогот што го дава. Ќе го повторам ова. Ефектот од нашето действување е секогаш поголем од тоа што јас го имам направено како влог. Од мојата енергија, од моите зборови, од што и да е. Тоа е силата на Светиот Дух преку нас и во нас. Кој што на секој од нас ни е на располагање. Постојано. И каква штета би било да ние, дали поради реакционизам на нездрави приказни, дали поради недостиг на внимание да се поучиме од Словото, би испуштиле такво големо богатство во нашиот живот. Да живееме живот без Светиот Дух. На што се сведува христијанскиот живот без Светиот Дух? Секако е подобар од нехристијански. Да почнеме тука. Многу ми е драго овие луѓе што ги има во Новиот Завет, што биле верни дури пред да го примат Светиот Дух, барем така ги третира Библијата, дека биле ученици негови. Не биле совршени во никој случај како ни нас, но биле верни. Знаете што имаме на располагање? Живот во сопствена сила. А мислам дека сите знаеме како изгледа тоа. Знаеме тоа и дури од кога сме го примиле Светиот Дух. Затоа што има ситуации во кои што ние сме рекле, јас знам како треба оваа работа. И сме си фатиле пат, затоа што ние знаеме и Бог рекол, нема проблем, прави ти како мислиш, ќе те почекам јас, заврши па врати си. И знаеме како завршуваат тие приказни. Знаеме како завршуваат приказни без водство, насоки во нашиот личен живот без Светиот Дух. Правиме одлуки кои што некогаш не чинат многу. Некогаш по милост Божја брзо се откупуваат тие одлуки, но некогаш знаат и со децении да не следат такви одлуки. Знаете, некои луѓе ќе речат како приговор, да, ама Христијан, знаеш, па од кај знаеш дека го слушаш Светиот Дух да те води? Па може тоа си е твое мислење, апсолутно, и да не мислите дека не сум бил во таква позиција. Кога сум мислел дека Светиот Дух ме води нешто, а всушност тоа биле моите лични амбиции или мислење или што и да е. Но знаете што е убавото? Црквата е безбедно место да сгрешиш. Затоа што имаме уште 30 на луѓе кои што го имаат Светиот Дух и уште 30 на луѓе кои што го имаат писмото и кои што може да ми дојдат и ми речат, знаеш што? Можда тоа не е Светиот Дух. И ќе зависи од мојата поучливост да јас речам, најверојатно не. Црквата е безбедно место да учиме и умеѓу време да правиме грешки со нашето учење, како да го слушаме неговиот глас. И тоа е начинот на кој што во Новиот Завет гледаме дека црквата така го практикува тоа. Откако се помолија, тие дојдоа им рекоа, ние и Светиот Дух сметаме дека е добро за вас да одите во мисија помеѓу неевреите. Не беше само Павле, негова фикс идеја, кој што сигурно ги имал, не било само Барнабас, и црквата во заедништво со Светиот Дух доаѓа до потврда на такво нешто. Едноставно е. Навистина едноставно. Брат, тој, сестра, тој, моли се за мене, се наоѓам во ситуација кај што треба да одлучам помеѓу тоа и тоа, ми треба насок од Бог. Ако слушнеш нешто од Него, ако добиеш некаква импресија, сподели со мене. Секако ја нема се базирам само на твојата импресија. И јас имам импресија, ама го замолив и Павле се моли за мене, го замолив и тој. И повеќе луѓе, никој од нас не мора да дојде со тврдење, вака вели Господ. Не брзате. Знаеш што, брат, кога се молев, имав печаток дека можеби и ова Бог го бара од тебе. Ама ти процени, ти види, и кога 5 души ќе ти кажат иста работа, мислам дека е безбедно да речеме, можеби ова е Светиот Дух. И затоа црквата е безбедно место каде што ние можеме постепено да учиме како да го следиме неговиот глас. Зашто тој сега е оној кој што не води. Тој е оној кој што го пишува писмото во нас.
Сеќавате, Светиот Дух се излеа на Пентакост. А што е Пентакост за евреите? Кој празник го слават? Го слават давањето на Словото. И сега на тој закон на кој што ние се потсеќаме на зборот Божи дека ни е даден на нас како заедница, доаѓа Духот Свети да го запише неговото слово не на таблети, не на камења, туку на нашите срца. И сега секој кој што го следи него има можност да научи како преку тоа заедништво да биде воден во секојдневието. Не само да биде воден инструктивно, туку да биде осилен за се што е повикан. Затоа што тој ги осилува оние кои што ги повикува. Не ги повикува силните, ги осилува повиканите. Ги обучува, ги припрема од кој ќе одговорат. И сега, што можеме ние да направиме? Како да одговориме? Мислам дека тоа би зависело од одговорот на секој еден од нас, каде се наоѓаме. Некој од нас може би се во позиција како што опишуваме овде. Знаеш што? Не сум сигурен дека било когаш сум го искусил ова. Океј, тука сме, може да го искусиме. Некој од нас може би се од позиција да рече, знам зашто зборуваш, ама чувствувам дека може би јас го имам оладено мојот однос со Светиот Дух. И затоа Библијата има и терминологија, тие што се крштевени со Светиот Дух, се повикани постојано да се исполнуваат со Светиот Дух. Постојано исполнување. Затоа што протекуваме најверојатно. Затоа ни треба постојано да се исполнуваме. Океј, ајде го направиме тоа што некој од нас. Некој од нас велат, јас чувствувам дека живеам тоа, но можеби мојот живот чувствувам дека е премногу обседнат со самиот себе. Можеби јас премногу сакам ова што го зборуваш, тоа излевање преку нас, јас да го живеам. Сакам мојот живот да биде повеќе насочен кон другите, повеќе насочен кон црквата. Океј, да се молиме за тоа. И ако има нешто друго, можеби што Светиот Дух ви го зборуваше денес, можеби тоа нека биде вашиот одговор. Но јас предлагам ако е океј, 1-2 минути да оставиме момент за одговор во тишина, секој во нашите срца пред Бог, а на крај ќе се помолам за нас. Дали е тоа океј? Господе Боже наш, фала Ти што Ти бдееш над нас, Господе, Ти не гледаш постојано, Боже мој, се грижиш за нас. Знаеш, Господе, и каде сме, знаеш и какви сме, Господе, си спомнуваш дека сме од прав создадени, Боже мој. Господе, фала Ти за дарот на Светиот Дух, што не си не оставил сами, Господе Исусе, туку ни го прати Твојот Дух Свети. О, Господе, како би биле загубени без тоа заедништво Душе Свети со Тебе. Молам сега, Боже мој, да не даруваш уште повеќе, Господе, со Твоето присуство овде. Да си излезеш врз секој еден од нас, Господе. Да не исполниш, да не оселиш, да не пресведочиш, Господе. Да не поучиш на вистината. Да не водиш, Господе, во се што сме повикани, во се што правиме во нашиот живот. Ти си Духот на вистината. Ја молам сега за секој еден брат и сестра овде, Боже мој. Да им помогнеш да уште подлабоко чекора со Тебе, Господе, секојдневно. Учи не, Господе, како да го слушаме Твојот глас, да го препознаваме, Господе. Да ги препознаваме Твоите насоки. Учи не, Господе, да не бидеме водени од самоволие или од некаква си световна мудрост околу нас, Господе, препораки на добронамерни луѓе кои што не Те познаваат. Помогни, Господе, да го приклониме нашето уво кон Тебе. И да речеме како Самуил, тука сум, Господе, слушам. Излезе, Господе, во Твојата црква, осилија уште повеќе тоа што си ја осил до сега. Затоа што големо е делото кој што си го припремил за нас во овој град.
Молиме заедно во името на Исус. Амин. Амин. Ви благодарам.